А утрово протест на раскрсницата на улица Васко Карангеловски, родители и членови на Советот на родители од училиштето Љубен Лапе бараат трајно сообраќајно решение на оваа сообраќајница, која од нејзиното пуштање досега е црна точка на која се случија голем број сообраќајни несреќи. Првично, на ова место беше предвиден кружен тек кој подоцна беше избришан од проектот. Марија Коцева утрово е на терен. Марија, повели со информациите кои се барањата на родителите. Добро утро, Аце. Токму е така, ово утро се наоѓаме на крстосницата Васко Карангелевски, каде всушност утринава се одржа протест од страна на Советот на родители на основното училиште Љубен Лапе, каде што се наоѓа токму овде во близина на оваа крстосница, каде што го изнесоа своето незадоволство протестирајќи, односно ги искажаа своите барања. Нивните барања се да се зголеми безбедноста токму овде на оваа крстосница, односно да се постават семафори со оглед на тоа дека според нив оваа крстосница е навистина небезбедна. Има поставено само сообраќајни знаци кои што не се доволни и исто така небезбедна е не само за дечињата кои што одат до училишните клупи, туку исто така и за родителите кои што ги носат до таму. Родителите се подготвуваа за овој протест неколку дена, каде што дадоа известување до сите медиуми. Исто така овој протест започна денеска во 7 часот наутро и заврши пред околу 15 минути. Овде можевме да видиме како поголем број на родители од Советот, можеби имаше над 50 од нив, исто така можевме да забележиме и присутни полициски службеници, иако треба да напоменеме дека овој протест беше мирен протест. Ние можевме да дознаеме повеќе информации од страна на председателката на Советот на родители, исто така директорката на основното училиште. Станува збор за председателката на Советот на родители Ана Филипчева и Фоника Станоева, директорката на основното училиште Љубен Лапен. Во продолжение може да ги слушнеме изјавите кои ги дадоа за Телма и исто така да слушнеме подетално околу нивните барања кои што ги напомена спроведувајќи го овој протест. Бараме трајно државо решение за безбедна употреба на оваа раскрсница Васко Карангелевски. Проблемот перзистира со години. Совет на родители одамна има донесена одлука за мирен протест. Меѓутоа го одложувавме затоа што се надевавме дека има наскоро решение. Решение нема. До сите надлежни институции апелиравме изминативе години. Немаме добиен одговор повратен и како родители и како членови на Совет. Меѓутоа ќе видиме во иднина што ќе се случи. Ова е крајно небезбедна улица за поминување и вие директорката на нашето училиште. Знаеме дека е фреквентна, имаме објекти од витално значење, АРМ, МВР и нашето училиште, каде што имаме 1400 ученици. Меѓутоа верувајте, уметно се во раните утрински часови да ја преминете оваа улица, а при тоа нели да ги извршите сите секојдневни врски на време. Пред се протестот е во насока за безбедно користење и употреба на оваа улица, раскрсница за најмалите учениците и за сите чинители во сообраќајот. Не смееме да дозволиме да се случи нешто на некое дете, па дури по тоа да реагираме. Апелирам до сите институции и до град Скопје во најбрз можен рок да го решат овој проблем. Решение има, само треба сето тоа да се забрза. До сега можеа да постават семафори овдека, затоа што децата поминуваат од сите страни, а немаме, освен обележување, можете и да погледнете, немаме на кој начин да ги поминеме улиците. Значи, благодарност и до сите родители што денеска излегоа рано наутро, што од 7 часот. Сакаме ова да биде еден апел и ова еден мирен протест каде што ќе се подигне свеста и на град Скопје и на сите засегнати институции и ќе излезат во пресрети и сето ова ќе го решат. Очекувам барем додека сме ние на зимски распуст, односно учениците. Сите оние кои што денеска протестира, апелира до сите надлежни институции да се реши овој проблем и секако да се исполнат нивните барања со цел да нема несакани ситуации и да не дојде до несакани ситуации за тогаш да започне да се решава овој проблем. Имено од Советот на родители, токму од овој училиште напомена дека немаат конкретна релевантна информација досега од град Скопје токму за овој проблем. Исто така на нашето прашање дали можеби ќе се одржи повторно протест во
во идните денови. Немавме конкретен одговор, односно истите очекуваат во брзо време да се реши овој проблем за така да нема протести, но да нема и несакани последици и несакани ситуации тукму овде на оваа крстосница. Марија, ти благодарам за информациите во ова вклучување во вестите. Се надеваме дека надлежните ќе имаат слух за ваквите барања и дека наскоро ќе се најде решение за овој горлив проблем. Ти благодарам уште еднаш.